На самиот почеток од учебната година, активистите на ВМРО ДПМН прават напори да го спречат нормалното функционирање на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во Ранковце. Настрана обструкцијата која прават на локалната самоуправа, ваквото наивно однесување е на штета на учениците и на образовниот процес. Ова е официјален допис од Основниот суд од Крива Паланка, со кој судот потврдува дека директорката на Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, Слаѓана Николовска, е прогласена за виновна за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Имаме информации дека во Основниот суд Крива Паланка се водат уште кривични постапки против оваа лице. Бидејќи не е нормално прв човек на образовна институција да биде осудено лице, господја Николовска беше разрешена. Но разрешената директорка не дозволува да се направи примопредавање на функцијата на новоназначениот ВД директор. Активисти на ВМРО ДПМН прават агресивни и тензични упади во образовната институција. Упатуваат вербални закани до вработените на општината Ранковце и до членовите на нивните семејства. Училишниот одбор не функционира, а Николовска не присуствува на седниците на Советот на општина Ранковце. Ниту соработува со мене како градоначалник. Вакво однесување ни дава за право да се запрашаме дали со ова држање на функцијата се сокриват можни скандали, афери или криминал правени во претходниот период од раководните структури во училиштето. За ова веднаш ги известивме училишниот одбор, Државниот просветен инспекторат и Министерот за образование. Но се што добивме се закани за одземање на ингеренциите на општината. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски го игнорира овој голем скандал и упорно молчи. Општина Ранковце ќе ги користи сите правни и демократски инструменти против мешаноста во овој скандал и штитењето на овој криминал.